Се уште е без научна верификација дешифрирањето на јазикот и на писмото на античките македонци. Никој од македонските лингвисти досега ниту со љубопитство, а камоли со научен ангажман кон откритието дека средниот текст напишан на каменот од Розета, што се наоѓа во Британскиот музеј во Лондон, се писмото и јазикот на големите Филип и Александар Македонски, Аристотел и Клеопатра. Елизабета Мемиќ со анализа на тема писмото на античките македонци. Најназе именца, најдзеј, мој назве Бога летој, преведено на денешен јазик. Највидното име, најсветлиот, по наше наречено Богот на летата. По 2200 години конечно можеме да го слушнеме и да го прочитаме јазикот и писмото на старите македонци. Сосема е сигурно дека вака зборувала и пишувала последната владетелка на македонската династија Птоломеј и на Египет Клеопатра. По незината смрт Римската империја уништила речиси се што можело да го наведе светот дека античките македонци имаат развиена цивилизација, а со тоа свој јазик и писмо, смета академик Бошевски. Како потомок на династијата на Филип Македонски и неговиот син Александар, Клеопатра го зборувала истиот јазик на незините предци. Дали е очигледен заклучокот дека големиот филозоф Аристотел, учителот на Александар Македонски, својата мудрост на светот му ја соопштил на овој јазик. 7 месеци од официјалното презентирање на дешифрираното писмо на средниот текст на каменот од Розета и откритието дека античките македонци имале високо развиена цивилизација, македонската лингвистика се уште без реакции, дури ниту љубопитност, заклучува академик Бошевски. Дешифрирањето на писмото на античките македонци за академик Бошевски би било епохално доколку добие научна верификација. Обвиено со научен молк, откритието на академик Бошевски и на професорот Аристотел Тентов е само поголем истражувачки зафат. Дали не согледуваат дека има потреба во ова, зашто и од професионална радознавост ја треба, овде има за нив многу материјал за разум. Зашто ние само сме онака загребале по површината на проблемот. Писмото на античките македонци содржи 27 согласки заедно со знакот Ш и 8 самогласки. Академик Бошевски и професорот Тентов досега дешифрирале повеќе од 200 зборови кои имаат разбирлива содржина од денешен аспект. Истражувањата се темелат најмногу на доброволна основа. Немаат средства за поагресивно настапување во светот. Многу поедноставно е да некој ти има повеќе пари од нив дојде кај нас, па ние да го убедиме или во аранжман на нашите институции се направи таква една средба. Писмото на античките македонци на овие простори се употребувало од ововедувањето на кирилицата, а во Русија постојат текстови со ова писмо пишувани и во 10 век.